Цените замрзнати, ама не и за трговците. Ако до вчера килограм лимон беше крена до 200 денари, денеска има намалување, ама само за смешни 10 до 20 денари. Граѓаните бесни. Пред камерата на Алфа вела дека власта не само да казнува, туку и да им ги одземе лиценците на дуќанџиите. Зашто не било фер во ваква ситуација да се богателе на грбот на народот. Па треба одмah ги затворат да им ги земат лиценците, како што направи Путин. Секој што ќе зголеми цена земемо, лиценцата више да не работи. Ако може толку локали, толку кафичи да се затворат и да почитуваат, зашто они да не почитуваат? Да не се користи кризата сега пред се. Јасно. Тоа е злоупотреба. Лимонот отиде много. Лимонот отиде. Отиде и то малку повеќе отиде. Па повеќе беше 60, 70, 100, 120. Негде и 180 го има. Па зависи, овие пилјариве што се по маркетиве иде толкова. Добро ли е да се поскапува овој период сега? Нормално дека не чини, не само овој период, него и понатака. Сега нема да користиме криза, ама тоа е. Никој пат не е добро за нереално поскапување, а особено сега. Од еден од поголемите складови за увоз на овошје и зеленчук за Алфа се правда дека пораснала увозната цена, транспортот и трошоците, иако од Министерството за економија го тврдат спротивното. Од Министерството за економија донесена е одлука за замрзнување на цените на тропското овошје, како што се лимуните, портокалите, цитроните. Тоа го прават поради злоупотреба на каздите на дел од маркетите. Надлежните велат дека одлуката ќе стапи на сила откако ќе биде објавена во службен весник, а истата ќе важи до 30 април. Според податоците добиени од Царинската управа за период од 11 март 2020 година до 19 март истата година, увозната цена на портокалите се движи од 15 до 29,7 денари за килограм. Неизразена е маржата кај лимоните со оглед на тоа што увозната цена се движи од 32,3 до 45 денари по килограм. На ден 19 март 2020 година увозната цена на лимонот била 35 денари по килограм, а малопродажната цена достигнала и до 180 денари по килограм. Од Министерството за економија апелираат граѓаните кои ќе забележат енормно зголемување на цените на овие производи да пријават во Државниот пазарен инспекторат. Казните за прекршителите се движат до 5.000 евра, како и казна затвор согласно членовите 205 и 206 од Кривичниот законник. Инаку замрзнувањето на цените следува откако по прогласување на пандемијата, трговците на големо ја зголемија продажната цена на јужното овошје.